И денеска во вестите надвор од студиото ве информираме за повеќе сервисни информации и случувања во Скопје. Денеска над Скопје можеше да се забележи поголемо присуство на хеликоптери кои го надлетуваа градот. Станува збор за вежба по повод денот на полицијата во рамки на алпинистичко-спасувачките показни вежби водно 2019, каде припадници на полицијата изведоа две показни вежби на падините на средно водно, со што ја прикажаа подготвеноста за спасувачки операции. Во рамки на активностите беше изведена спасувачка акција на заглавени патници во кабини на жичницата со примена на алпинистички техники, специјална опрема за работа на жичница, како и приод и евакуација со хеликоптер, демонстрирани од припадници на алпинистичкиот тим од единицата за специјални задачи и хеликоптер со екипаж на воздухопловната единица за полициски операции. Чести вознемирувања и нервози на граѓаните им создава и сообраќајниот метеж низ градот, а тоа се должи на реконструкцијата на булеварите и улиците. Центарот за управување со кризи известува дека се отпочнати градежните активности за реконструкција на коловозот на дел од улицата Димитрија Чуповски во општина Центар, и тоа од крстосницата со улиците Васил Главинов и Даме Груев кај Палома Бјанка до крстосницата со булевар Свети Климент Охридски, па на овој поток е воведен и времен сообраќаен режим. Во тек се и градежни активности за санација на коловозот пред семафорите на крстосницата меѓу булеварот Александар Македонски и 16-та Македонска бригада, во насока на движење од влез на Скопје кон Клучка Континентал. Времен сообраќаен режим поради градежни активности е воведен и на дел од улицата Јордан Мијалко во Скопје поради изместување на постојан оптички кабел и реконструкција на водоводна мрежа по улицата Елисије Поповски од улицата Мајка Тереза до улицата Киро Гаврилски. Времен сообраќаен режим има и долж улицата Кузман Шапкарев и улицата Црногорска во Ѓорче Петров и на улицата Алжирска во општина Карпош. Поради ова се препорачува внимателно возење и почитување на сообраќајната сигнализација. Актуелно во моментов е и уписот на првачињата, а општина Аеродром и оваа година доделува еднократна парична помош на семејства со прваче во висина од 3500 денари. Родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територија на општината може да поднесат барање за еднократна парична помош од 1 јуни до 16 септември. Образецот за барањето за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче може да се подигне во општината или пак да се симне од општинската интернет страница aerodrom.gov.mk. Во прилог на барањето потребно е да се достават оригинални документи на увид, а не копија, и тоа потврда за запишан ученик во прво оделение, оригинал извод од матичната книга на родините, важечка лична карта од еден родител или старател и трансакцијска сметка од примателот на паричната помош. А барањата може да се поднесат во општина Аеродром секој работен ден од 9 до 15 часот во канцеларија број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година. Што се однесува до временската прогноза пак? Денеска во Скопје имавме сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од западен правец. А за попладне се најавува изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Утре, в сабота, претежно во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и повремено засилен северен ветер. В недела и понеделник се очекува процесите да бидат поинтензивни, а врнежите пообилни. За утрешниот ден најава има и од ЕВН дека без електрична енергија ќе останат делови од повеќе скопски општини. И тоа во период од 8:30 до 11:30. Корисниците од улицата Исаја Маџовски, зграда 40 и околните објекти во општина Ѓорче Петров. Во период од 8:30 до 12 часот, улиците Стеван Цветковски, Рада Јовчевски Корчагин, Преспанска, Тито Велешка, Ѓуро Ѓаковиќ и сите останати објекти во близина на Народна банка.
Во период од 9:30 до 13 часот дел од улиците Мечкинкамен, Јадранска, Знеполе, дуќаните на главната улица и детската градинка. И во период од 9 до 14:30 часот дел од улиците Македонска преродба, Борис Сарафов, Апостол Петков, Ѓорѓи Казелов во општина Ѓорче Петров.